Во повеќе кумановски села водата за пиење не е безбедна. Повеќе од половина од вкупното население во североисточниот регион се снабдуваат со вода од Централниот систем за водоснабдување, 22% од локални водоводни системи и 24% од граѓаните во руралните средини користат вода од сопствени бунари и јавни чешми. Ова се резултатите од спроведеното истражување на невладиното здружение Мотиво за пристап до безбедна вода за пиење, направено врз основа на податоци од Центарот за јавно здравје. Во Кумановско, само 6 населени места во руралните средини од вкупно 50 се приклучени на Централниот систем за водоснабдување, кој го менаџира јавното претпријатие Водовод и користат безбедна вода за пиење. Во останатите во кои што има локални водоводи, а најчесто не се во функција или пак вода се користи од бунари, често се евидентира хемиска или бактериолошка неисправност на водата. Во 2019 година кај локалните водоводи од испитаните примероци на мостри 17,7% се бактериолошки неисправни и тоа претежно со бактеријата Ешерихија коли, што секако представува ризик по човековото здравје по оние кои што ги користат. Во однос на хемискиот квалитет 28% одстапуваат од бараните прописи. Додека кај сите испитани јавни водоснабдителни објекти, значи и локални водоводи и чешми, процентот на бактериолошки неисправни е 20%, додека во однос на хемискиот квалитет 31%. Во 2020 имаме 15% неисправни бактериолошки мостри, хемиски 22%, а кај сите останати јавни водоснабдителни објекти тој процент се движи 16% во однос на бактериолошката неисправност и 28% во однос на хемиската неисправност. Според доктор Величковски, со локалните водоводи во руралните средини стопанисуваат местни самоуправи или поединци кои што немаат специјализирано знаење за одржување на системот и за здравствените ризици во врска со водата за пиење. Се соочуваат и со неможност да набават средство за дезинфекција на водата бидејќи не се регистрирани, а кај поголемиот број од локалните водоводи не постои заштитна зона околу изворот. Отсуството на технологијата за третман на водата, на дезинфекцијата и многу нискиот процент на покриеност со санитација ја доведуваат во прашање безбедноста на водата за пиење во руралните области, потенцираат надлежните. Согласно законот, ние како јавно претпријатие Водовод би требале да ги превземеме ваквите инсталации и да менаџираме во иднина со нив. Проблемот се јавува што самите инсталации во најголем дел се работени без соодветна техничка документација. Дека водата во повеќето бунари е загадена, потврдуваат и жителите во руралните средини, посочувајќи дека дел од нив се заболени од бактеријата Ешерихија коли. 100% сите со бунари, бунарска вода, а бунарската вода се знае кој како однесе да испитува во лабораторија, сигурно таму викат не е исправно, или лабораторски или хемиски, каменец се фаќа највише, од каменец. Тоа се познава и на судовите, кај што се мијат, на бойлерите што протекуваат, знаеш, дека од каменец. Доволно вода нема. Вода е само за куќну потребу, друго вадење нема ништо. Доволно се трактор цистерна од реку. Донасам цистерну и пушту кап по кап, овој што го имам подличанче за децава. Ја не сам, мојата пуска продаваш и толку, не сам пребрал. Срамота е, срамно на наше село да нема водовод. Срамно. Дали е до градоначалци, дали до владу, дали до што е, важно, катастрофа. Од општина Куманово посочуваа дека проблемот во дел од руралните средини може да се реши со изградба на дополнителен цевковод за водоснабдување на Куманово од браната Глажња до фабриката за преработка на вода на јавното претпријатие Водовод со дополнителни капацитети. А дополнително истата мрежа да се разгранува кон селата, со што би се користеле овие количини на вода, но повторно истиот тој систем нема да може да ги задоволи од технички аспект потребите на сите рурални средини, бидејќи мора да се изработи дополнителна мрежа за дистрибуција на преработената вода до овие рурални средини. Наспроти ова, граѓаните кои што се приклучени на градскиот водоводен систем пијат квалитетна вода. Со овој прилог Телевизија Плюс се приклучува кон кампањата Разбистри се, што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии и е финансирана од британската амбасада во Скопје.